Камену, што во оково осмислен ми се врамуваш, во вид на човек, на билка или птица, со своите вечно скаменети лица престануваш преселен во човека да самуваш. Па таков се дружи со оково мое за секогаш слика од пейзажот од кината. Со својата убавина никогаш од мината не ке бидеш природо од времето твое. Со својата синевина околу населените места, каменестите планини го обликуваат пейзажот, давајќи му стамена убавина и долговечна постојаност. Му се доближуваме на тој пейзаж, почнувајќи истовремено и приказната за врамениот камен. Литоморфите, тие стврднати знаци по површината на земјата, што ги растурила природата по своите широки поли во вид на персонифицирани карпи, зрачат со својата исконска приказна за создавањето на светот и за комплетното обликување на нашава планета. Во миговите на мобилност, во милениумското време на својата активистичка неприкосновеност, природата ни оставила, чиниш во наследство, околина сред која ќе го чувствуваме нејзиниот благодатен дах и украс. Ваквите карпи ги има по целава наша планета, обликувани од природата во вид на човечко суштество, животно или растение. Ние ги забележавме нив само на терените на Социјалистичка република Македонија. Во играта со себе, земјата се профилирала себе си и во постојани камени фигури. Во крајни облици, барем додека трае еден човеков век, во кои тие за него се вечни. Овде планинските и ридестите предели изобилуваат со камени блокови, мегалити, чии масини ја нудат својата полиморфна структура. И овде, неприкосновениот од на природата, го моделирал својот најцврст состав во спонтаната игра низ вековите. Незината творечка парадигма е многузначна и неизменлива. Таа создавала и создава исклучиво од себе си и од палеолитските времиња, преку неолитот до денес, го замесила каменот во своето огромно корито, божем исконски леп, неначнат и скаменет на планетарната сцена. Тоа е нејзиниот дар за нас и за себе, означувајќи го своето долговечно обстојување во космосот. И самите природа, камените метаморфи, се и освојувачи на просторот од природата, но и конституанта на самата природа. Тие се нејзино скулпторско дело, со свој волумен, со своја маса и површина. Прво обликувани од летото во големата рака на Демиург. Потоа, совжештеното длето на сонцето, па длетата на мразот, на дождовите, на ветрот. Се тоа длета и раце на природните сили на Тера, што го вајале каменото срце на незината површина. Во одот на природата, овие нејзини чекори се милениумски и таа има автономна и автохтона реализаторска способност и непрекинливо да го пресоздава создаденото, незабележливо и долго да го доосмислува како литоморфија или во својата вековита менливост да го трансформира во нови камени облици. Таа е голем и чудесен мајстор. Ако е раздивена и немирна, работи и пресоздава брзо. Ако е кротка и смирена, работи со векови и милениуми, обликува бавно ни собствените вечности.
Ете, со таквото изразување на природата, а таа се изразила полисемично, ние ја заодуваме авантурата на откривање на исклучиво нејзините скулпторски дела. А природата е, рекол великиот Гете, единствената книга која од своите страници ни дава многу содржини. Едната од нив е и оваа. А каменот, ако го изместиш од тлото на кое вековито тежи, ако го истркалаш во глетката на своето детство, не ќе чуеш звук на камена маса што се струполува во длабока бездна. Тој има свој крик, свој ек и молчење свое. Тој има свој вик, свој век и гласење кое ја надвикува планината. Една од најмаркантните природни скулптури со скоро реалистичен израз и облик на македонското тло е зооморфната карпа во подножјето на Маркови кули кај Прилеп. Иако испредеме колку за себе си предание од каде овој слон, овде на овие балкански простори, каде што нема ниту џунгла, ниту свој собраќа, би се согласиле, пак колку за себе си, дека се скаменил токму поради отсуството на свој амбиент и на свое друштво околу себе. А шеговитиот прилепченец ќе рече: првата зоолошка градина во светот сме ја имале ние прилепчаните, само со две дивинчиња, со слонов и со оној на кострешен лав погоре. А гранитниот слон се натокмил овде за лика и одлика на мајката природа. Во оваа прилепска околина постојат гледки што ги помниш од детството. И ти одново им се враќаш ним во вид на детска игра, во која уште еднаш правиш обид на вообразенијата од детството, да им дадеш простор и во својот подоцнешен живот. Да имаш собствена камила, иако камена. Да ја јаваш Божем Бедуин или Алибаба без 40 разбойници околу себе. А тука некаде, во близината на оваа камена камила, е и камената крава, легната сред тревата. И таа ни е гледка од детството уште видена. А таму горе под самиот врв Трескавец, спроти манастирот Богородица, лежи песот чувар на манастирот. Впечатливоста на огромните литоморфи и посебно на антропоморфните камени маси на човека му наметнувале митска содржина, чија проекција трае и денес. Иако нејзината светлина доста ослабела, па сликата на преданијата и легендите е значително бледа и одвај видлива на екранот на современиот живот, ние ќе ве подсетиме на неа. Некогашните творци на митолошките приказки секогаш имале повод и причина да го објаснат интересниот, необичниот камен во природата. Во непосредната близина на Марковите кули, над градот Прилеп, на една друга планина во месноста Кукул, стои скаменета баба со скаменети дечиња околу себе. За да го направи своето кале, Марко Крале собрал и старо и младо, и машко и женско од Прилепа града да му пренесуваат камења од соседниот Кукулу. Така изнаредени од едната планинка до другата, дење и ноќе пренесувале. Меѓу нив имало и млади невести, доилки, чии бебиња ги чувала една бабичка на планината. Со денови дечињата така, ненадоени и гладни, ги лулала бабата додека мајките работеле, не смеејќи да ја напуштат работата. Така, повеќе деца изумреле во скутот на бабата. Зулум беше ти било тоа од Марка Крале, според преданието, поради што на баба и се нажалило, та од срце сама себе се проколнала да се скамени. Господ ја услишил клетвата и таа, еве ја скаменета со седечињата на сртот од планината. Така, својата метафизичка улога природата ја вршеше со милениуми. Човекот,
Тоа цврсто, а истовремено и кревко создание, предавајќи им се на незините сили, ги ткаеше приказните за настанокот на светот, на планините, на каменот. Инаку од каде големите карпи сред поле, ако не од некоја силна, макар и човечка рака, мицки вткаена во приказката? Ете, крале Марко и овде ги растурил овие големи камења дури од Прилеп до Кумановско. И ова е неговиот прстен, Марков прстен. Се наоѓа во близината на реката Петрошница во кумановското село Стрезовце. Отворот низ овој камен со пречник од 2 метра го држел прстенот на малиот прст од десната рака на Марка. При една прошетка по земјата македонска, додека јавал на својот шарец, замавнал со боздоганот и прстенот му испаднал од раката токму на ова место. Тоа е легендата за него, за овој дури и за модерните вајари необично обликуван прстен, додека геолозите сметаат дека карпата е од седиментно потекло со песочен состав и конгломерат. Очигледно е, велат некои од нив, дека оваа карпа со височина и широчина од 10 метри е донесена овде сред поле од блискиот каменест Рид, но како и зошто, стручњаците не можат да дадат одговор. Според едно народно предание, овој голем и необичен камен во далечното минато бил сакрален објект. Низ неговиот отвор се протинале жените неродки за да имаат пород. Во тој отвор денес некој од стопаните во селото си го заштитил сеното од дождови, а легендата и преданието за неговата светост полека гаснат со последните остатоци од старото време. Но со своите етички пораки, иако низ метафизичка содржина, тие како да зрачат и денес. Во нив виши сили ја решавале битката меѓу доброто и злото, та така ќе останат легендата и преданието за карпата Лорелај над реката Рајна, за лотовата жена над мртвото море, со впечатлива и потресна порака. Не свртувај се назад каде што владееше гнасот, оти ќе се скамениш. Бегај и заборави ги Содома и Гомора. Она што природата ќе ти го скрати, никој не може да ти го надомести, рекле мудрите латини. И уште, натура in minimus maxima. Природата во најмалото е најголема. Така тој исконски лик на каменот, во градите и на површината на земјата, човекот го разоткрил и во микролитот, скулпторско дело, достојно за модерен украс и емотивна комуникација во човековиот интериер. Докторот по медицински науки Љубомир Антоновски од Скопје не принуди на дигресија, на скршнување од патот по широките предели на природата и не внесе во неговиот дом, на чии зидишта како обесени гроздови натежнале камени скулптури, дело на природата. Тој ја извлекол и ја потенцирал нивната асоцијативна моќ и тие се и лотовата жена во мало, прекрасниот гулав во смирена состојба, старецот со поглед кон сопствената иднина, камените светци и така натаму. Човекот само се обидел со својата креативна моќ да го дообјасни монолитот во своето литоморфно постоење и да ја даде на природата и својата човекова надареност. Неговиот ликовен свет се речните камења од прекрасната македонска река Радика со нивните изворни облици. И ова не се само литоглифи кои со својата убавина играат само естетичка улога во домашниот амбиент, ами и непосреден сведок за чудесната игра на природата. А зачувувањето на изворниот знак на литоморфот ни ја објаснува и почитта на уметникот спрема праобликувачот и неговото творечко кредо за животворно единство со природата. Но ниту обликуваниот камен од летата на природата, ниту легендата за неговиот облик не ќе ни ја скратат и можноста да го почувствуваме и третиот сигнум на природниот пейзаж. Тоа е таа едноставна и спокојна гледка што ни ја нудат литоморфите сред широките предели на екстериерот. На Мариовските прекрасни терени, дури до самиот пат, ќе го сретнете релјефот на бледоцрвеното слонче со изразена сурла.
pa gulabot što stoji na sopstvenata karpa. Ogromnite pečurki i mnogo drugi kameni oblici, nerazdelni od opštata vizurana Mariovskata priroda. Nekade na Kratovskite ridovi pokraj jedna mala rekička, skrijeni od zelenite krošnji na drvjata, odvaj može da se zabeležat nekoliko neobično gradeni stolbovi. Na nivnite vrvovi klapnale kameni blokovi, čija što težina je neobjasneto kako je držat stolbovite. No pejzažot je izvonreden, iako skrijen od podalečnijeg pogled na čovekot. Може би најживотворно своите исконски вибрации природата ги остварува на терените на Бошавијата на југот на Македонија. Овде зрачат камени облици, полни со извонредни асоцијации за цели приказни, сцени од разделби, тажни печалбарски мотиви, мајки свекарви, оставени од синовите, невести со поглед кон печалбарските одминувања и заминувања на своите момчиња, како да ги создал и ги изнаместил некој ингениозен скулптор, колку за приказанија за некогашните патила. Ovde, na ovije tereni, spored ovdešните žiteli se i mestata narečeni sramno ili žensko, poradi falusnita oblici na ovije prirodni stolbovi. I ova kolku za prikaz što se majkata priroda iznaredila vo svojite prostori. Со нејзините многобројни ознаки во вид на камени скулптури, испроведнати по собствените широки пространства, природата ни доставува чиниш грижливо вајани литографи, за да го доосмислат визуелниот, па и тактилниот пристап до себе. Прво ја видовме огромната жаба од далечина. Потоа, загатливо примамени, и се приближивме. Видовме камен, допревме камен. Се качивме и ја започнавме својата детска игра на скаменетата огромна жаба.
Zoomorfnosta na krpestite masi stanat del od našite detski pejzaži. Slonot, pesot, orelot, gulabot i drugi životni, smesteni vo granitnite opstojbina prirodnata okolina, skamenetata baba vo prividnata dalečina, ni go ovenčaja detstvoto so sliki poubavi od sonot, no i so pietet vo podocnežnite godini sprema mileniumskata i ušte aktivna avantura na prirodata. Kratok je čovečki odvek, za da gi zabeleži iljadagodišnjite trajanja na metamorfozata na svojata planeta. Неприкосновена хармонија на дијалектиката или врамен камен во флексибилната рамка на природата. Камену, што во оково осмислен ми се врамуваш, во вид на човек, на билка или птица, со своите вечно скаменети лица престануваш преселен во човека да самуваш. Па таков се дружи со оково мое за секогаш слика од пейзажот од кината. Со својата убавина никогаш одмината не ке бидеш природо од времето твое.